Благодарам, господине Спасовски. Господине Бозлиев, истото прашање за вас. Ваша оценка за изборната кампања? Повелете. Оценка на Либералната партија е дека се работи за мирна кампања, значи немаше некои позначени инциденти како што се одликува за поранешните избори. Меѓутоа проблемот и никогаш не бил во самата кампања на самиот ден на изборите. Сите проблеми околу гласањето и изборите се во периодот кој настапува уште пред поднесување на листите, значи од распишувањето и во период пред распишувањето на изборите. Ние за оваа кампања се одлучивме да правиме помали средби со граѓани, трибини, мали митинзи, не како двете големи партии да правиме огромни митинзи и да носиме луѓе од цела Македонија. Одекот на граѓаните со кои што се среќаваме лице во лице и на тие собири е одличен, фидбекот исто така. Многу работи ни се поклопуваат во она што го имаме во нашата програма и тоа што го бараат граѓаните. Едноставно, со сите што среќаваме, мислењето е исто. Доста ни е веќе од двете големи партии да пробаме нешто ново. Работата е што сите мислат дека се работи за една иста работа и се бара промена, а не замена. Го третираат тоа како да е една паричка со две исти страни и затоа не се бара замена само на власта, туку се бара комплетна промена. Понатаму, граѓаните бараат средена, консолидирана и хумана држава во која што сите ќе одговараат пред законот, а не да одговараат пред партијата, пред тој што го вработил или пред тој што е сега на власт. Затоа, уште еднаш да констатирам, презадоволни сме од кампањава и се надевам дека и самиот ден ќе помине во мирна атмосфера. Ви благодарам за вашите први 2 минути. Господине Балковски, повелете. Како е Злиев, започнувам со вас. Имате ли доверба во избирачкиот список? Изминатите денови во јавноста се појавија низа граѓани кои што реагираат последно на социјалните мрежи дека не може да се пронајдат во електронската евиденција на избирачкиот список. Имаше одредени информации и за злоупотреба на власта во одредени райони. Какви се вашите оценки од терен? Вака се, тука на 2-3 работи сакам да се задржам. Во однос на избирачкиот список. Сведоци сме сите дека 3 главни теми беа на разговорите во Пржино 1, 2, 3 и така натаму. Едното беше избирачкиот список, второто беа медиумите регулација и третото беше одвојување на партијата од државата. Што се однесува до избирачкиот список, не можеме да кажеме дека тој е прочистен. Има многу докази дека не е прочистен. Има придобивки, значи едни се тие што 30 и нешто илјади што излегува дека стварно ги нема, не може да ги обезбедат каде се. Второто е одвојувањето на луѓето кои што работат вон државата, значи кои што не се тука на посебен избирачки список. Третото можеби што се стави слика на избирачкиот список, сега тоа може е неправедно, меѓутоа е многу добро на изводот, не на самите избирачки на листата фактички каде што ќе се заверуваат. Што сакам друго да кажам? Со тоа не е завршен избирачкиот список. Мене друго ме загрижува, што најголемата опозициона партија, иако така беше договорено, сите работи после кои што излегува немаше никакви реакции од нив. Да речем, имаше пример во Тетово дека на одреден паркинг имало 259 регистрирани гласачи. Значи, може е грешка, може е се. Никој не искочи да каже ваква и ваква е ситуацијата. Откако се помина договорот во Пржино, веќе избирачкиот список никој не го спомна, освен помалите партии ние или некои граѓански активисти. Во самиот однос на гласањето и работата на Државна изборна комисија сакам да кажам нешто. Никаде во законот, освен ако договорот од Пржино го третираат како закон, не пишува дека првите 4 броја на гласачкото ливче треба да бидат за 4 големи партии, кои што преговараа во Пржино. Одеднаш кога се отиде на жребка тамо во Државна изборна комисија, излезе дека од 1 до 4 по деловникот на ДИК ќе ги решаваат нив, од 5 до 11 сите останати. Значи, нема логика. Второ, излегува сега реклама секаде на медиумите и во вестници од ДИК пуштена, дека ќе се става мастило на прстот и ќе се проверува дали има мастило на тој што доаѓа да гласа, дали гласал пред тоа или нема. Јас колку што знам, е укината одредбата од Уставниот. Не знам дека е укината од Уставен суд и не ми е јасно зашто ДИК тоа го форсира и во вестниците и на спотовите кои што ги пуштаат на телевизија. И трето, спорно излезе ово од завчера, никој не знае да каже што е вистина, иако ДИК рече дека не е така, за тие некој промни 80.000 гласачки ливчини. Така. Во ред, ви благодарам. Дали некој ви благодарам за одговорот. Реплика господинот Бозлиев, 1 минута, потоа господинот Балковски. Повелете. Кратко само една поента на Балковски, се извинувам сега што спомна за една изборна единица. Избирачкиот список уствари може најдобро да се прочисти и мора така да биде веднаш по изборите да се направи попис. Попис со поддршка од меѓународна заедница и силен мониторинг нивни,
пописот кога ќе се направи, после нема да биде проблем избирачкиот список да биде во ред и да биде изборна единица една, како што кажа Балковски, со отворени листи и Либерална партија има и дополна. Министрите кои што ќе бидат во новата влада после тие избори, не овие сега, да бидат избрани од пратениците. Значи да знаеме кои се нудат како луѓе кои што ќе раководат со државата, а не како сега ги вадат од нафталин, нит ги знаеме кои се што се, пратениците си седат у парламентот. Тоа констатација мала израски може. Само 30 секунди, повелете. Кратко, сосема. Значи сакам Оливер да го потсетам дека предлогот нивни што беше даден на пржино на преговорите за една изборна единица. Тука заврши предлогот. ВМРО ДПМН уствари утредента излегоа со предлог за гратис уште 20 пратеници и за СДСМ тоа заврши, веќе не го спомнаа. Затоа треба реално да се каже дека формално спомнаа, но не се бореа за една изборна единица. Толку, ви благодарам. Вие не може да знаете дали сме се бореле, не сте присуствували. Кратка за господин Кекеновски, две работи ме збунија. Едното вика да се избориме за демократија во нашата партија, значи за ДПМН кажува, а со Демократски сојуз во коалиција, дали тоа значи кога ќе се демократизира таа партија, вие комплет со Демократски сојуз ќе влезете во ДПМН? Тоа е една работа, ќе ми одговорите после. Ќе ви одговорам. И втора работа на Балковски само дополна. Оливер може да ме потсети кога беа вторите именувања? Кога беа? Значи Демократски сојуз до септември имаа заменици министри и директори во државните институции. Значи до пред 2 месеца, а не е година дена како што вика Балковски. Од објавата нивна дека излегуваат од влада до разрешување на нивните министри, дел од функционерите бидејќи дел се останати, поминаа барем 6 месеци. Тоа е до септември месец. Злиев, повелете. Значи вака сега. Де факто премиерот, односно претседателот на ДПМН бара 63 пратеника. Па тој сега ги има 58, 59, колку се. Што му е проблемот сега у однос на тоа 63? Сака да каже дека кога има 63 нема да коалицира со ДУИ или ДПА или БЕСА кој има. Сами ќе прават влада. Никого друг нема да слушаат. Тие работи што ги кажува на митинг, 99% од тие бараат двотретинско мнозинство, бараат мнозинство, како се викаше она, со гласање на албанците. Бадентерово мнозинство. Така да ова е само флоскула што ја кажува, за да ги мотивира своите гласачи. Понатаму, најдобро за функционирање во Македонија се согласувам со Балковски, да нема големо мнозинство на одредена партија. Да биде тесно мнозинството без разлика од големите партии, дали е ДПМН или СДСМ со најголем број на пратеници. И сите други партии кои што конкурираат на овие избори, кои што се кандидирани, да влезат во парламентот со одреден број на пратеници. Ние не лицитираме како некој со 10-15 пратеника, колку и да влезат, ние сакаме да бидеме баланс на тоа што ќе биде таму. И децидно кажуваме, значи сакам да потсетам јавноста дека Либерална партија беше првата која што јавно ги повика сите опозициони партии дека во новата влада нема да се коалицира со ДПМН. Никој не одговори на тоа освен Левица. Меѓутоа, иако разговараме со Левица после да излеземе со заедничка платформа да потпишат сите опозициони партии, тие се повлекоа, не знаеме зашто. Верувам дека обстојуваат на тоа, меѓутоа уште еднаш повторувам дека ние со ВМРО ДПМН во влада нема шанси да влезе. Те плати, пензии, економски раст, повелете. Прво и основно треба да има правилно буџетирање. Значи овој толку гломазен буџет треба да се намали на испод 3 милиарди евра. Да има одговорно управување, одговорно задолжување, да се врши задолжување, да, но само за суштински работи, не за како за проект 2014, Скопје 2014, од каде што би можело да се извади само дополнителна добивка. Гледајќи сега програмата реално ова на ВМРО книжурина на големана, кога ќе ги видите таму сите проекти кои што ги кажуваат, пазете, тоа е за 4 години. Значи они таму што ги кажуваат проектите, тоа не се прави за 20 буџети, а не за 4 години, таму надминува милиарди евра. Ова не е фалење, ова е лоша работа, тоа е доказ дека тие не ја кажуваат вистината. Затоа што има они некој отчет, отчет се прави од она што си го дал во програма и она што си го реализирал, а не што си направил она што ти дошло во моментот да го направиш. Понатаму, финансиска децентрализација. Треба, значи, средства да се превалат повеќе во локалната самоуправа, не државата да ги контролира сите, па тие да мораат да бараат дозвола за било што од нив. Транспарентност на поединечните буџети. Значи, секоја државна јавна институција треба после нова година да го објави буџетот на својата веб страна и на крајот на годината исто така да извади список, листа на трошоците што ги направиле во тековната година. Центар на внимание на Либералната партија се предприемачите, микро, малите и средните предпријатија, нивен развој за да може во Македонија да се створи квалитетен среден слој, бидејќи средниот слој во Македонија исчезна, го нема. Редовно и навремено враќање на ДДВ-то. Тоа е многу важно, иако слушаме реклами од владачката партија дека тоа редовно се прави, тоа не е точно.
Понатаму намалување на нови обврски на компаниите. Компаниите имаат обврска да даваат К-15, популарен регрес за годишен одмор, државните институции немаат. Се наметна обврски да се земат дефибрилатори во компании кои што имаат над бројка тамо колку има вработени, зашто не се вработија тогаш и по еден лекар? Приучени лица го работат, уште малце ќе завршам. Корупцијата е доведена до ниво на совршеност. Па уште не можеме и листите да ги видиме на Државна комисија за спречување на корупција, сега системот не им работел. Не можеме и промената да видиме од тоа како дошле, со што дошле на функција, а со што си заминуваат. И уште една работа, ние предлагаме еднократна амнестија. Значи, капиталот кој што изнесе надвор, да се внесе тука и да се оданочи. А тие луѓе кои што тоа го направиле, да не смеат повеќе да се бават со Во политика. делот на деночната политика сте за постојното решение за рамен данок. Да, за Во рамен ред. данок. Ви благодарам. Господине Балков, ви благодарам. Господине Бозлиев, искористите го и вашето време. Повелете. Ги повикувам гласачите на Република Македонија да гласаат за промена на власта. Тоа е основно. Да престане понижувањето на лекарите и медицинскиот персонал, учителскиот и професорскиот кадар, полицајците, војниците, судиите и адвокатите. Клизно работно време во администрацијата, да можат и тие луѓе кои што работат во државните служби да си завршат одредена приватна работа. Укинување на радиодифузната такса, казнена политика, драстично намалување на казните и за физички и за правни лица. Професионална дипломатија, продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и отварање на специјално одделение во судот во Скопје, намалување на тарифите на адвокатите и извршителите, гасификација на цела територија на Македонија, укинување на екстерното тестирање, изголемување на породилното отсуство на 18 месеци. Гласете за оваа програма на Либерална партија, која е на вистина реална, и гласете за листите со број 8, каде што нема ниту едно осомничено, осудено, одлежано и обвинето лице и ниту едно аболицирано. Благодарам. Ви благодарам и вам. Балковски, повелете.